Културна зона. Културна зона. Културна зона на Укло ФМ Битола. Драги пријатели, добре дојдовте во емисијата Културна зона на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, емисија во која ви донесуваме содржини од областа на културата. Денешното издание го посветуваме на промоцијата на збирката поезија Првата половина од авторот професор доктор Силвана Нешковска од Педагошкиот факултет во Битола. Промоцијата се случи минатата недела на 21 март, меѓународниот ден на поезијата. Останете заедно со нас на 90,8 МГц. Како што кажавме во најавата, минатата недела на 21 март, меѓународниот ден на поезијата, професор доктор Силвана Нешковска од Педагошкиот факултет во Битола ја промовираше својата прва збирка поезија Првата половина во издание на Педагошкиот факултет. На промоцијата, која се одржа во студентскиот информативен центар на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, присуствуваа бројни гости, професори, студенти, љубители на поетскиот збор. За неа говореа рецензентите професор доктор Златко Жоглев, професор доктор Гордана Стојановска и професор доктор Даниела Андоновска-Трајковска од Педагошкиот факултет, кои самите се автори на книжевни дела. Во емисијата Културна зона на Укло ФМ Битола ќе пренесеме делови од нивните излагања, но на почеток да ви ја представиме авторката. Професор доктор Силвана Нешковска своето основно и средно образование го оформила во Битола, додека сите 3 циклуси од високото образование ги завршува на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје. Во 2008 година ја започнува својата академска кариера на Факултетот за администрација и менаџмент на информацијски системи во Битола, а од 2014 е дел од кадарот на Педагошкиот факултет Битола, каде предава повеќе предмети од областа англистика на прв, втор и трет циклус студии. Во 2020 година избрана е во звање вореден професор на Педагошкиот факултет Битола и е акредитиран ментор на втор и трет циклус студии. Професор доктор Нешковска има објавено околу 90 научно-истражувачки трудови во референтни домашни меѓународни публикации на теми од прагматиката, преведување и изучување на англискиот јазик како странски јазик. Нешковска учествувала на повеќе од 50 конференции, семинари и работилници кои третираат лингвистички теми, каде ги изложила резултатите од незините истражувања.
Таа активно се занимава и со преведувачка дејност и била дел од неколку преведувачки проекти кои вклучувале превод на научна публикација, превод на поезијата од Радован П. Цветковски, превод на изложба организирана од Австрискиот консулат во Битола, превод на поезија за потребите на списанието Современи диалози, превод на монографија издадена од Македонското научно друштво од Битола и други. Таа е автор на учебник за преведување, наменет за студентите по англиски јазик и книжевност, како и коавтор на уште неколку други стручни монографии од областа на преводот и прагматиката. Нешковска активен член на Центарот за литература, уметност, култура, ораторство и јазик на Педагошкиот факултет Битола. Во рамките на работата на Центарот, на покана на доктор Нешковска, повеќе реномирани професори, писатели, поети и преведувачи од земјава и странство одржале своји предавања и средби со студентите на Педагошкиот факултет во Битола. Таа исто така е член на Македонското научно друштво во Битола, при што во периодот од 2020 до 2022 година била секретар на Оделението за лингвистика и литература и еден од уредниците на списанието Современи диалози, чиј издавач е Македонското научно друштво од Битола. Во 2022 година е избрана за член на управниот одбор на друштвото. Првата половина е нејзино прво објавено поетско издание, иако професор доктор Нешковска пишувала поезија од најмала возраст и во повеќе наврати била наградувана за нејзините поетски творби.
Веќе рековме дека во емисијата Културна зона на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола ќе ви пренесеме акценти од излагањата на промоторите на збирката поезија Првата половина од професор доктор Силвана Нешковска. На почеток за неа говореше професор доктор Златко Жоглев. Поетскиот ракопис на Силвана Нешковска Првата половина има 120 страници и е поделен на следниве циклуси: на почетокот на првата година, во зенитот на првата половина и во предвечерието на првата половина, рече тој и нагласи. Посебна вредност на книгата е што сите песни се препеани на англиски јазик. Веруваме дека тоа многу ќе придонесе за поголема видливост и достапност на оваа поетска книга на Силвана Нешковска. Средбата со првата поетска книга од Силвана Нешковска е пријатно изненадување заради оригиналноста, разновидноста, метафизичката длабочина и зрелоста на поезијата. Поезијата на Силвана Нешковска во оваа книга од една страна е интензивна лирска поезија, при чие читање неизбежно ве преплавуваат силни емоции, но од друга страна е длабоко контемплативна поезија која ве тера сериозно да се замислите за есенцијалните и екзистенцијалните теми од животот на луѓето. Поетскиот израз е кондензиран, сублимиран, со рационално користење на зборовите, но тоа не пречи мислата на поетесата да се следи како континуум од зборови и чувства. Јазикот е од една страна чист, јасен, но од друга страна е богат со метафори, анафори, епифори, епитети. Накратко кажано, уште на прв поглед, јазикот во оваа поетска книга е допадлив и побудува интерес кај читателот. Кога ќе се гледа содржината на песните, нивната изразна сила и метафорика, но и структурата на книгата, која соодветно е поделена на циклуси кои ги спомена, и нејзината техничка среденост, сосема е јасно дека станува збор за еден многу сериозен автор, кој ни се представува со една длабоко мислечка, рефлексивна и допадлива поезија, која не тера одново и одново да ја читаме, за да можеме да наоѓаме нови одговори на загатнатите есенцијални и екзистенцијални човекови прашања. Значи, кога би сакале накратко да сумираме, би можело да се каже следново. Силвана Нешковска со својата прва поетска книга, Првата половина, ни се представува како многу квалитетна и зрела авторка, која кај читателот побудува интерес за читање и препрочитување на нејзините песни и чија поезија не тера на сериозни размислувања за нас како човечки суштества, за нашето место во светот, за нашите страдања, но и за нашите радости, за нашите судбини, односно за смислата на нашите животи. Со сето ова, Силвана Нешковска заслужено влегува на голема врата во македонската поезија.
За збирката поезија првата половина на професор доктор Силвана Нешковска говореше и професор доктор Гордана Стојановска. Станува збор за стихувана автобиографија. Иако поезијата е длабоко лирска, изостануваат имињата и не се конкретизирани настаните на оној стандарден наративен начин, сепак во живописните метафори се насетува животната приказна. Или полуприказна, бидејќи според некој свој внатрешен генетски часовник, авторката одредила дека се наоѓа на половината од маратонот наречен живот, рече таа и продолжи. Збирката на прво место се занимава со временско прецизирање и просторно лоцирање. Директно од пределите на душата се влегува во животниот циклус и прецизно се анализираат сите оние нешта кои во едно патешествие се свети. Оние кои се најтешки на љубови. Оние на кои многу други автори ги скршиле забите, обидувајќи се да ги опишат, да ги устоличат и да ги сместат во она катче кое според ним им припаѓа. Што е невозможно. Затоа што тие му припаѓаат на нашиот мал универзум, подеднакво како што ни припаѓаат и нам. И му припаѓаат и на големиот универзум, творејќи ја онаа совршена слика на човекот, човештвото и цивилизацијата во својот изгрев па до денес. Бидејќи не постои класификација која би ги опфатила и би ги подредила, јас ќе ги набројам онака како што се случувале или како што се опишани во незината стихозбирка. На прво место животот, веќе го споменав. Како една сеуште заокружена целина, како материја која брзо се лиза, се осипува. Постојано бара преиспитување, мерење на далечината која е преидена и височината која се достигнала. Бара непредавање. Перманентни битки на многу палиња на кои се простира. Животот која чека Софија. Потоа смртта. Како составен и чемерен дел од сечи живот. Заминувањето под велот на темната мистерија. Денот кога те испративме, ја бакнавме земјата на која те предадовме и продолживме напред. Секој со едно делче од тебе во себе. За така да живееш и така и живееш. Затоа дедо Коле сега спие во некој друг универзум, а баба Ленка доаѓа по закрилата на сонот за да ги посети своите најмили. Потоа љубовта, која е посилна и од животот и од смртта и која нема граници во своето протегање. Таа е јадро на секоја песна и како блескава нишка се преплетува во секој збор. Без оглед за колку тажни и безнадежни нешта беседи. Таа е почва која ги храни сите корења за кои пее авторката. Се присутна и безсмртна. Семејството, кое е безбедно прибежиште од секоја болка. Нескршливи валенции ја врзуваат во волни окови, кои се позлатени, посребрени и закачени со алки директно за срцето. Безусловна љубов која ништо не може да ја поколеба. Без оглед дали живеат под незиното будно око на жена, мајка, сопруга, ќерка, внука или престојуваат во споменот за нив. Таа е широк залив за нивниот мир и лавица над нивниот спокој. Домот, кој не е само градба од дрво и камен, кој е олтар на среќата и беден пред несреќата. Години подосна сватив дека само таа умееше така да му прекоси на времето нашата куќа. Потоа татковината, која ги чува светите записи за потеклото на авторката. Незиното срце крвари, а тоа е и крвта која се седи низ перото. Гласот кој довикува е пресилен за да биде занемарен. Тоа е гласот на прародителката. Тоа е гласот на земјата која ги расне и дручи плодовите. Тоа е гласот на гордоста која ги следи заветните символи. И колку и да е ранета, таа го зазема своето место во низата на безценетости која твора оваа стихозбирка. На крај мудрост, како синтеза на првата половина, како приказ на она што се однегувало, што одраснало
и созреало ни сите тие години на себе искушување и себе испитување. Сите искачување на предизвикувачките врвови и сите падови и силата која била потребна за повторно исправање. Зашто вторката стои. Незиниот поглед истовремено го гледа и минатото и иднината, и на оваа раскрсница сознава дека границата се губи. И во незиниот крвоток е запишена целокупната историја и се уште недојдената визија со истото мастило. Тоа откровение е како смирување на денот кој заспива, убеден дека постои ново разденување и покрај сиот мрак. Силвана пишува со самопрегорноста на детето и со длабочината на зрелоста. Ветерот на тешките промени го споредува со провевот кој удира низ прозорските крила. Незините ретроспективи се интроспективи, се безкомпромисни и живописни. Таја гледа Елена Тројанска во невестата во старата рамка и чувствува како под реброто, благословено од Божиот допир, бие истото храбро срце, а под превезот се крие истото убаво лице. Го прифаќа и го чува своето наследство. Се сеќава на учителот и ја минува неговата заслуга со она што е денес. Со топлина и љубов пишува за старецот кој често ја посетувал, за незиниот другар по перо, и страста и длабочината на незиниот почит не остава затекнати. Таа едноставно го соголува до коска својот генетски код и го прави читлив и гласен за секого, а новите хромозоми ги исполнуваат белите страници со нови и нови спирали. И на крајот доаѓа благодарноста до секого, а тој распон е неверојатен. Полетува од оние што ја создале и донеле на овој свет, како метеор кој со блесок го освојува небото, на кој го пишува еден од најголемите зборови за кој човекот е способен. Видов се што имав и немав, се што оставав и земав, се што добивав и давав, доволно гласно за да ме слушнат тие на кои им требам, и доволно тивко за сите останати. Реков фала. Фала. Стилот на авторката на првата половина е стил на поет кој го достигнува зенитот на своето творештво. Таа се разоткрива себе си како духовен творец кој не се плаши да погледне во собственото срце. Незините стихови изобилуваат со стилски фигури, а под нив, само во најава, се чувствува еден бунтовен дух кој е спремен без компромис да потегне и некој од метнички прашања. Изразено со речникот на истражувачите, како што и Нешковска. Стихозбирката разоткрива многу хипотези до гола вистина, но и не се воздржува да загатне нови. Патувањето низ ова богато четиво ми представуваше чисто задоволство и инспирација и се надевам дека ќе има и втора, и трета, и 10-та. Ви благодарам.
А сега ви пренесуваме и дел од обраќањето на рецензентката на книгата Првата половина, професор доктор Даниела Андоновска-Трајковска. Иако Првата половина е прва поетска книга на Силвана Нешковска со која таа се представува пред пошироката јавност, сепак оваа книга не е нејзин прв поетски запис, рече таа. Тоа се препознава и во песните кои се дел од оваа книга и кои во ниту еден случај не би можеле да се наречат почетнички стихови или обид за поетско создавање. Напротив, станува збор за сериозна поезија, која содржи топла, искрена, човечка и емоционална лирска експресија, која подеднакво ќе му го привлече вниманието и на компетентниот, но и на обичниот читател, рече професор доктор Андоновска-Трајковска, а потоа даде и свое видување за поезијата на Нешковска. Книгата започнува со песната «Место и време». И тоа не е случајно, затоа што во оваа песна лирското јас индикативно го посочува хронотопот на создавањето. Цитирам: «Местото, каде прв пат светлина ми се всели во зениците, е место каде залутале моите, за да ја припитомат среќата и в пазови да ја шмукнат. Но таму, домот не бил дом. Топлината на камените ѕидови одамна побегнала од својата домашна адреса во непознат правец. Па родителите се вратиле назад во својата татковина за таму да го изградат својот дом. Но на пат за дома биле лекокрили птици, пуштени од кафес, расплавтен факел на олимписки оган, нежна трепет, гнездена в гради, непокорна пркос во очи на револуционер, весели патници со празни куфери, но полна душа. Армирани од бетон, во столбовите го шеловаа со упорност, а под покривот, над плочата, мајсторски ги наредија гредите на истрајноста. За да биде тврдина, за да биде прибежиште, да биде дом на оние што се и оние што идат да бидат. Понекогаш скалите на нашата куќа мигрираа, ѕидовите ги распукуваа од тага, бравите од вратите ги рѓосуваа, прозорците наопаку се превртуваа, керамидите ветрот внатре го пропуштаа дождот по улуците, место вземи, кон облаците се јазеше. Ете така пее поетесата, како да сака да каже дека на среќата придружник верен е несреќата и дека не би знаеле што е среќа ако претходно не сме искусиле недостаток, загуба, тешкотија, проблем, болка или тага. Тука, преку домот, метонимиски е представено семејството кое се држи за своите корени како за нешто најсвето за да обстои низ времето и да биде во исто време и бедем и иднина. Токму тие поетски слики не разнежнуваат. Од нив ни се развлекува носталгична насмевка на лицето. Срцето ни растреперува, затоа што се сеќаваме сите на нашето детство, на нашите баби и дедовци кои биле чувари на домот и на коренот, на историјата, но и на нашето културно наследство, без кое немало да бидеме тоа што сме. Тие не чуваат и не заштитуваат и тогаш кога не се физички присутни, бидејќи мислата за нив и времето што сме го поминале со нив се поприсутни од нивното отсуство. И токму заради тоа имаме впечаток дека времето не тече праволиниски, а минатото, сегашноста и иднината се едно. Ти сега спиеш во некој друг универзум, но верувам дека понекогаш, преправен како виножито, ни испраќаш спектар бои за да ни го разбистрат видот. Од песната ти сега спиеш во друг универзум. Вториот поетски циклус со наслов Во зенитот на првата половина содржи поетски мотиви во кои е представен преминот од детство во младост. Лирското јас се спознава себе си на едно поинтимно ниво и се става во соодност со другите луѓе од поблиското и поширокото општествено обкружување. Тука, љубовта е основна двигателка, а со неа и драматизмот, поматувањето на рациото, но и освестувањето, спротиставувањето во име на некои повисоки идеи, идеали во чие име понекогаш му покажуваме тупаница на светот, за да му докажеме дека ништо не е вечно во својата изворна форма и дека се тече и се менува. Во овој циклус има жестоки, динамични песни, песни кои не само што не изненадуваат, туку и не шокираат во позитивна смисла, бидејќи не очекуваме таква пресвртница во поглед на употребата на поетскиот јазик.
Антропоморфните прикази, персонификацијските поетски слики во поезијата на Нешковска не се ништо друго, туку предветени мисли и очовечени емоции. Еве како звучи тоа. Една пустина ме предизвика на двобој. Пукај и претвори ме во оаза. Дрско ми ја драсна кревкоста со својата рапавост. И токму, поради ваквите невообичаени јазични конструкции, шокирачки метафори, гротескни слики кои не го поштедуваат читателот од силни емоции, оваа поезија има повисока естетска вредност, бидејќи останува во нас долго време по читањето, за да ја доживуваме, преживуваме, анализираме, актуализираме и за да ја доведуваме во корелација со други книжевни текстови кои што имале слично влијание на нас како реципиенти. Во овој циклус Нешковска повторно му се навраќа на мотивот смрт и губењето на блискиот, но не само како спомен и болно сеќавање, туку како значаен и неизбежен дел од животот на секој човек кој останува со него за секогаш. Третиот поетски циклус, во предвечерието на првата половина, започнува оптимистично со раѓањето на нов човек и целата среќа која доаѓа со тој чин кој ни ја враќа вербата во иднината. Во овој циклус лирското јас постојано се преиспитува, но е помудро до таа мера што на смртта не гледа како на нешто што става крај на постоењето, туку како на нешто што индицира нов почеток, но и причина да се слави животот и делото на тие кои го напуштиле овој свет. Такви се пестите кои Нешковска ги посветува на учителите, незиниот универзитетски професор, преведувач и писател битолчанецот Драги Михајловски и писателот Радован П. Цветковски, исто од Битола, чија поезија ја има преведувано на англиски јазик. Тоа се тие луѓе кои ни го дале зборот за да го чуваме. А ние сме се заветиле дека таа светлина ќе ја носиме во градите и дека од неа и нашите деца, и нашите ученици ќе се напојуваат. Затоа што човек не треба да биде учител по вокација за да поучува. Иако овде, ако ја земеме професионалната определба на авторката, токму тоа е случај. Тоа ни дава и објаснување и одговор на прашањето поврзано со терминологијата што таа ја користи како поетски код во оваа книга, но и со мотивите на некои од песните. Книгата завршува со песната Во предвечерието на првата половина, во која лирското јас е свесно за минатото, сегашноста и иднината кои во него се прекршуваат, но и дека животот е ука. Живееме за да научиме да бидеме подобра верзија од себе си, но и да го помогнеме исто така развојот на луѓето кои што се со нас, до нас, блиску до нас. Првата половина од Силвана Нешковска раскажува лирска приказна за животот, корените, за раѓањето, за смртта, учењето, љубовта, но и мудроста. Тоа е онтогенетски поетски приказ на развојот на човечката мисла, емоција и душа како резултат на физичкото и духовното растење пред очите на тие кои ни дале живот и кои, иако не напуштиле со тело, не престануваат да не поучуваат и да ни даваат сила за да го умножиме животот и да ја исполнуваме иднината.
На крајот на промоцијата на збирката поезија првата половина се обрати авторката професор доктор Силвана Нешковска, која, заблагодарувајќи им се на присутните, рече дека настанот се случува на денот на поезијата, за да се одбележи празникот на убавиот збор. Силно верувам дека треба да пишуваме, треба да твориме, треба да објавуваме. Тоа е еден начин како да си го зачуваме, нашиот убав македонски јазик. Тоа е еден начин како да си ја збогатиме нашата култура и секако веќе богатата македонска книжевна ризница. Можам само да ви откријам дека воопшто не ја планирав книгата, се случи многу случајно и спонтано, непланирано. Буквално доживеав едно поетско вдахновение, еден силен бран, кој што во еден момент ме собра со себе и не ми дозволи да се спасам од тој бран, се додека буквално не излезе се од мене на парче хартија, се оно што се таложило во мене сите овие години, децении. Единствено што можам да кажам е тоа дека сега кога од оваа перспектива размислувам за книгата, тоа е веројатно некоја силна потреба за само преиспитување, за само анализа, за тоа од каде сум тргнала, која била почетната точка, каде сум сега во моментот во мојот живот и веројатно на каде се упатувам. Значи, првата половина сум јас, искрено, отворено, без никакво зацкривање, како што рече некој од рецензентите, со голување до срж, до коска и представување на моето битие и на моето животно искуство досега. И не би зборувала повеќе за тоа. Уште еднаш ќе ви се заблагодарам на сите за издвоеното време и ќе ви посакам пред се добро здравје, бидете сите здрави и живи, бидете полни со позитивна енергија, посветете се на тоа што вас ве прави среќни. На таков начин ќе ги правите и луѓето околу вас кои што ве окружуваат среќни. И секако не заборавајте да читате многу и да пишувате што? Поезија. Ви благодарам на сите. На крајот уште да кажеме дека настанот го модерираше професор доктор Билјана Граматковски, додека стихови од поетската ракатка на доктор Силвана Нешковска интерпретираа студентките Ивана Петровска и Димитра Десановска. Со ова го завршуваме денешното издание на емисијата Културна зона на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а јуреди и водеше главниот и одговорен уредник на УКЛО ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груеска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц.
Укло ФМ, Битола, март 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло ФМ, Битола.